Добар ден, почитувани, започува новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Во Македонија традиционално жените го користат правото на породилно отсуство откако ќе станат мајки. Но стереотипите постепено се менуваат, па и татковците остануваат дома откако ќе се роди детето. Денеска во студиото е Виктор Николовски, еден од неколкуте мажи во Македонија кој што го искористи правото на породилно отсуство. Тоа е заедно со неговата ќеркичка Ирина, која што сега веќе има 10 месеци. Добар ден и добре ни дојдовте. Здраво, здраво. Во комплет. Да. Баш ми е драго. Многу мажи во Македонија не се информирани дека имаат можност да користат породилно отсуство наместо сопругата или пак да ја заменат, да го доискористат правото на породилно отсуство. Како вие дојдовте до таа информација? Па, колку што јас сум информиран исто така од мојата сопруга Катерина, имаше таа пријателка, колешка која што исто така користеше породилно отсуство нејзиниот сопруг. Така дознавме уствари дека целата работа е многу едноставна да се спроведе на дело, иако во моментот кога го разбравме тоа како информација, не ни беше ни на крај памет дека ќе користиме такво нешто. Но ете, судбината, животот оди каде што оди, па Така. се направи една таква можност и рековме зошто да не. Што се случи? Како го користевте правото на породилно отсуство? Дали веднаш го зедовте откако се породи вашата сопруга или неколку месеци подоцна? Не, почнавме на 6,5 месеци, тоест јас почнав да чувам Ирина на 6,5 месеци. До крајот на породилното колку што трае, 9 месеци, нели? Тоа е тоа. Беше ли комплексна целата процедура, документите кои што треба да се обезбедат? Како изгледа сето тоа? Па не е воопшто комплексна, постои нели одредена бирократија, неколку документи кои што треба да се однесат во, мислам дека тоа фонд за здравство или не сум сигурен, не ме држите за збор. Има неколку документи кои што треба да се однесат, потврда од работа, нели работен стаж редовен, затоа што треба да се исплатјат средствата на лично име. Така. И не е тоа некоја голема процедура, но за нас беше малце комплицирано затоа што сепак требаше некој да отиде да ги однесе тие документи, Така. да ги извади, но во никој случај не е нешто сложено. Така. Многу едноставна процедурата и ние дури бевме изненадени дека прилично едноставно. Имавте ли на почеток дилема дали треба да останете дома на породилно, односно на родителско отсуство? Некои така го нарекуваат тој дел од престојот дома и чувањето дете, или пак можеби се двоумевте дека можеби може некој од бабите да помогне да најдете жена за чување на дете и слично? Јас немав дилеми никакви. Катерина Катерина имаше нормално затоа Така, што е вашата мајка, сопруга, да, така. тоа е мојата сопруга. Имаше дилеми нормално затоа што сепак треба да го остави првото дете кое што го родила веројатно. Така, на 6,5 месеци да го остави. А инаку, Да. инаку Ирина се уште цица. Да, Тоа ми Ирина се се чини уште дека уште цица. покомплексна ја прави ситуацијата. Да, Ирина се уште цица, па таа на почетокот доаѓаше, има законски продолжена пауза. Доаѓаше за време на паузите од работа дома, за да ја надои, па потоа се враќаше назад, па после кога почнавме со кашичките, малку ја сменивме целата таа стратегија, почна да си доаѓа малку порано од дома. Ние од сабајлето се мачевме со кашичките, веројатно како многу деца. Не кеше Ирина многу да јаде кашички. Така. Ама со тек на време се смени и тие работи, сега сме малце подобри. Не смееме да се жалиме. Ќе биде и подобро. Тоа ви беше еден од најголемите предизвици на самиот почеток, како млекото да го замените на некаков начин со кашички. Инаку кашичките вие ги подготвувате, немате проблем, не готвите дома, значи семените ручеци не се во вашата агенда, но сите оброци за Ирина ги подготвувате, немате проблем? Не, јас не готвам дома нели класични манџи што би ги јаделе возрастни. Не сум бил никогаш фан на готвење, за разлика од многу мажи нормално. Но кога се работи за Ирина, немав никаков проблем да почнам и тоа да го практикувам, да не знам, да сварам месо или спанаќ или некои такви работи. Многу е поедноставна работата затоа што нема потреба од внесување никакви зачини внатре, нема сол, не можам да ги промашам тие работи. Значи само се вари наједноставно така. Да, да се свари, да се изблендира, да се измеша, да се искомбинира едно со друго, па ако едно не сака да јаде, да се стрчам да направам друго, па да пазам да не излета од кревет. Значи, ако него сака тоа јадење, подготувате друго? Понекогаш, да, а понекогаш ја убедувам дека мора да го јаде тоа, па на крај кога
ќе попуштам јас затоа што она никад не попушта, ќе направам друго што да правам. Инаку вашата супруга имала комплетна доверба кога станува збор за чувањето дете, да ви ја довери вам. Немала никакви дилеми дека одлично ќе се снајдете? Не, Катерина, јас колку што сум запознаен со целата работа, со сето тоа што нејзи се врти во глава, затоа што Катерина нели ќе ми каже мене, ама кој знае може сака само да ме охрабри, па нема да ми каже се. Добро, тука сме. Ќе најдеме сега нешто друго, што би можело да го привлече вниманието. Мислам дека немаше никакви дилеми затоа што уште од самиот почеток јас бев тука и брзо научив и сите оние обврски околу пелени, именување, алишта и сите тие работи. Така што остави веројатно добар впечаток дека можам да се грижам. Баби и дедовци не вклучивме. Една е причината што едниот баба и дедо ни живеат во Велес. Катерина е родом Велес. А моите баба и дедо едноставно тука се во Скопје, ама некако се одлучивме повеќе ние сами да се грижиме за Ирина и да го преземеме целиот товар на нас. А бабите и дедовците повремено ќе донесеа можеби некој ручек или нешто такво. И тоа зборам на почетокот, можеби во првите 3-4 месеци кога душа ни извади грчевите во стомакот и едва ја смирувавме. Така, иако имавте искуство со смирување на бебето, особено кога Ирина имала грчеви? Да, во првите 3 месеци грчевите на стомакот ја тераа константно да плаче, значи тоа беше лудило. Катерина веројатно малце по-осетлива како мајка, многу по-поврзана со бебето. Јас малку како маж веројатно не толку многу осетлив, па бев посмирен. И кога плачеше во тие први 3 месеци, јас успевав некако да ја смирам со нишкање, нели, во раце. На Катерина беше малце потешко тоа, ама добро, па она си имаше друга обврска после тоа со цицање, со малтретирање, со неспиење, со сите тие работи, јас тука можев да одморам. И покрај големото искуство со домашните обврски, со на рутина дневна поврзана со бебешките потреби, дали во некој момент ви дојде некоја дилема како ќе се снајдете дома сам? Постоеше ли некаков таков страв? Мислите пред да почнеме со породилното? Да, пред да започнете. Не, во ниеден момент. Не знам зошто јас бев прилично самоуверен дека тоа нема да биде никаков проблем, дури го сметав како добра работа, затоа што Катерина ќе мораше да се врати на работа, со тоа малку и нели умот ќе се оттргне од константна грижа околу бебето. Сите тие постпородилни трауми, мини депресии, сите тие работи многу полесно ќе ги преброди, што знам дека речиси секоја мајка ги има. Не знам, читам. Така, многу често жените влегуваат барем во онаа фаза на беби блуз, ако ништо друго. Точно. Знаев дека тоа ќе биде добро за неа. И исто така знаев дека ќе биде добро за мене, затоа што ќе можам со ќерка ми да поминувам квалитетно време. Дневно, да, тоа е голема предност. Дефинитивно. Сметате ли дека на овој начин се поврзавте уште повеќе? Дека врската татко-ќерка станува уште подсврста? Да, пред да почнам со породилното, имавме различен однос јас и Ирина и Катерина и Ирина. Кај Катерина е едно бебе, кај мене е друго бебе. Сега веќе дете речиси. Ама кога почнавме со породилното, односно кога почнав со породилното, нејзиниот однос мислам дека, не знам, може да се случи некој од тие скоковите во развој што се случуваат баш во тој момент, па можеби заради тоа се должи нејзиниот сменет однос комплет. Ама може и се должи затоа што јас поминував многу повеќе време со нејзе, почна сосема поразлично да се однесува, многу повеќе да се смее, да биде многу попуштена, многу порасположена, што не значи дека Катерина ја правела нервозна во никој случај, ама веројатно различниот начин на функционирање во текот на денот, тоа што јас ќе оставам малце подолго да плаче, можеби. Катерина ќе стане одма да ја смири нормално мајчински инстинкт. Така, различен пристап, така, во... Браво! Да, пресрекна што е во студиото. Очигледно. Да, се грижевте како ќе излезе, ми рековте голема плачка. Многу голема плачка и сме многу изненадени дека е вака. Може тоа се должи затоа што во фамилија ние имаме и од страната на Катерина и од мојата страна имаме уметници. Катерина има уметник во фамилија, татко е уметник, мајка ми е актер, така што веројатно супер е вака пред камери. Се снајде, се вклопи во амбиентот. Ќе ви оставам тука на подолго. Нема проблем, ќе уживаме и ќе ни биде задоволство.
задоволство. Што се однесува до успивањето, споменавте дека детето има односно родителите имаат различен однос кон бебето, би го формулирала сето тоа. Кај вас поинаку заспева отколку кај мајката. Како вие го успивате? Катерина има наједноставен начин на успивање, особено навечер. Навечер е редовно цицањето, така што заспива навечер со неа и мислам дека многу добро се снаоѓаат, а пошто јас ја немам таа можност, ние имаме дома една количка која што ја купивме нели за излегување надвор, сега затоа што е зима, надвор нема излегување. Количката ја користам дома и во неа буквално ја возам низ цел стан. Се опушта многу фино, една играчка ќе ја дадам и само си игра со нејзе, кога ќе се приспие нормално, ако не се спие нема шанси, ќе излет од количка ако треба. Кога ќе се приспие, ја возам во количката и заспива. Ако случајно се разбуди затоа што живееме малку на прометна улица, па има свирење на коли, има се и се што. Ако се разбуди, само ќе ја пронишкам малку и продолжува да спие барем 1 сат. После 1 сат, ако се разбуди, веќе е дозволено да лудува пак. Неверојатно, ма татковците секогаш наоѓаат полесен начин да се справат со оние обврски кои што сметаме дека се исклучително комплицирани и тешки. Што се однесува еве до доменувањето пелени, до капењето на бебето, чии обврски се тие? Или секај вас е поделено? Па може да се каже дека се е поделено. Бањењето, капењето на детето го изведуваме заедно. Катерина е таа која што е задолжена за туширање под наводници, нели со чашичка или со што и да е. Јас се грижам да ја држам, да ја кренам, да ја спуштам, да ја оставам до пешкир, да ја избришам глава ово дека таа прави други работи. А пелените нормално ги менува таа пелените кога е дома и е слободна, ги менувам и јас од сабајле обавезно, нели не можам комшијата да го викнам. Така што нема проблем. Останавте првиот ден дома сам, како беше? Па, сега веќе се надоврзам пак на пелените, јас немав проблем затоа што и претходно го практикував тоа и немав никаков проблем да ги сменам. А инаку првиот ден беше специфичен, не се сеќавам точно кој ден беше, ама не е ни битно. Битно е дека тоа беше денот кога го извади првото запче. Значи првиот ден на породилно беше првото запче. Ете го дочекавте тој момент. Сега ги поврзувам работите уствари, затоа се смирило она, затоа што вадело запче пред тоа па плачала, па кога го извади запчето веќе се смирила, нема потреба. Сега имаме 4, вади уште 2, еве прстите со уста, вришти. Така, не е лесен овој период. Добро, но нормално. И тоа поминува. Нормално. Што се однесува до средината, како реагира вашите блиски, вашите пријатели кога разбра дека ќе останете на породилно отсуство, затоа што знаете какви се тука, нели? Традиционалните сваќања и стереотипи. Јас и Катерина немавме никакви проблеми, условно кажано. Не идовме само на позитивни мислења, само на позитивни ставови и моите пријатели и незините пријатели беа дури радосни дека тоа ќе се случува. Многу луѓе јас добив коментари кои што беа еј, браво, па тоа е фантастично, го имали тоа и кај нас. Така, да. Како што рековте, многу... Добро. Ајде, еве. Добро? Добро ли? Да најдеме Така уште некоја занимација тука. Ајде, еве го мразулко. Си играш со мразулко? Да ти раскажам мразулко на брзина? Или нема потреба? Ајде, покажи нам мразулко. Ајде, добро. Значи, најдовте на поддршка, на апсолутна поддршка во однос на вашата одлука да останете на породилно отсуство. Претпоставувам дека се работи за тоа што... Ој, да не ти се спие малце. Се работи за тоа што нашите пријатели не се толку многу конзервативни, претпоставувам. Ипак, така. Јас барем немам такви пријатели, и Катерина нема такви пријатели кои што би биле класични мачо балканци. Ја да чувам деца, нема шанси. Има и такви, веројатно и во мојата околина имало такви кои што помислиле дека тоа не е во ред, дека не е исправно, ама не го кажале јавно. Така. Ајде да го кажале јавно, мислам, не е некоја трагедија. Инаку јас најдов некои податоци дека рекордери во користење породилно за мажи е Исланд, потоа следува Шведска, па Германија и Велика Британија. И ние не сме тука? Невозможно. Кај да ќе се најдеме тоа, затоа што минатата година, ако не се лажам, веќе 47 мажи да, јас бев користам. 47-миот, така, вие бевте 47-миот, што е, мислам... Добра бројка. Па, напредок е за наши услови. Инаку, шведските татковци имаат и свое списание наречено Папа.
наменето за оние што сакаат да поминат повеќе време со своите деца. Сега предпоставам дека вие главно учевте од вашето искуство или се информиравте? Па на интернет има се нормално. Работите кои што не ми беа јасни, имаше пуно работи, фала Богу, нема тука срамење што не ми беа јасни. Ги гледавме по интернет, по сајтови кои што се проверени и непроверени, па ќе најдеме информации кои што не се во ред, кои што не треба да се читаат. Така, нормално, се што има секоја разлика е некоја гребаница која што ќе се појави за прв пат на интернет одма е рак. Да, секогаш не гледаат интернет. Најцрното сценарио прво. Ама наведено. Да докаже дека е плачка. Што би им препорачале на мажите кои што ќе се најдат во ситуација да имаат потреба да го искористат породилното отсуство? Не треба да се двоумат воопште, затоа што прво нема апсолутно ништо тешко. Моето дете, Ирина, е прилично, тоа не го кажувам во негативна некаква смисла, е многу немирна, е многу плачка, очигледно, еве, покажа. Има многу јак глас, комшиите обавезно ги буди. Прави апсолутно таа што сака, нема шанси да биде задржана кога нешто сака да направи, да добие. Некој би рекол дека е разгалена, веројатно е. Ќе го смениме тоа малку подоцна, ама колку и да е страшно детето како дете, искуството е прекрасно и нема ништо страшно и тешко, мислам. Ако за еден маж е тешко да смени пелена, тогаш што ќе биде кој се соочи со пострашни работи. Некој смета дека е многу поедноставно да се оди на работа отколку да се чува дете? Вашето искуство што вели? Па, не можам да се одлучам за едно или за друго. Не е ништо комплицирано да се чува дете. Мислам, не е никаква филозофија, не е квантна физика во никој случај. Одењето на работа си има своји позитивни и негативни страни во однос на чувањето дете. Чувањето дете има негативни страни, не знам кои би биле. Стварно не знам, има само позитивни страни. Негативната страна што ете еден ден во сабота навечер ќе се вратам од излегување, што многу ретко се случува и ќе ме боли глава од тоа што сум пиел претходната вечер, сум си дозволил еднаш во 2 месеца. Последниот ден кога бебето ќе плаче, малце повеќе ќе бучи главата. Не е ништо страшно, мислам. Инаку вие сте тренер на кугларскиот клуб Мак Петрол? Да. Имате време сега за тоа? Па тренинците ни се секогаш после работното време на Катерина, така што стигнувам да ги завршам и тие обврски. Малку е проблем што не можам својот тренинг да го одработам како што треба, бидејќи јас сум и тренер и играч. Така. Ама се снаоѓаме после тренинг, како се најде време пред тренинг, што е ретко. Добро. Во никој случај не е невозможно. Така. Значи се е возможно ако се сака. Абсолютно. И само кажете ми кога беше вашата првата прошетка надвор? Се сеќавате на неа? Затоа што следниот прилог е поврзан со тоа. За првата прошетка на бебето. Веројатно некаде кога треба да биде? Појма не. Не се сеќавате, но еве сега еден можам да кажам совет. за последната прошетка кога почнаа мразовите. После тоа веќе само во кола и возење натака навака по гости некаде каде што нема мразови. Така, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ирина, благодарам што беше тука, ни го разубави разговорот со своето присуство, а сега да погледнеме кога ќе треба да ја направат родителите првата прошетка на бебето во зимски услови. Тука го завршуваме денешното издание на 0N+. Пријатно. Првиот контакт со надворешната средина бебето го има при отпуштањето од родилиштето. И тука родителите не може да ги одберат временските услови. Доколку е зима, треба веднаш пред вратите на болницата да чека загреен автомобил, кој ќе го одвезе новороденчето до куќниот праг. Но првата прошетка е веќе нешто друго. Пред првото изнесување надвор, бебето треба кратко да се држи пред отворен прозорец, облечено соодветно за надворешната температура. Потоа на тераса, па дури после ваквата подготовка може да се изнесе надвор. На почеток во дворот покрај живеалиштето. Првата прошетка се советува да се направи откако на бебето ќе му отпадне папчето, под услов надворешната температура да биде помеѓу 15 и 28 степени Целзиусови, те е убав стабилен ден без ветер. Ако е постудено, почекајте 6 недели, пошто ќе можете да го изнесете бебето на убаво време и на температура околу нулата, под услов да е адекватно облечено.
Прошетката на почеток треба да трае 15 до 20 минути, па секое следно излегување да се продолжува за 10 минути, се додека бебето не огладне, а во зима не подолго од 2 часа. Немојте да се придржувате до календарот, туку приспособете се на моментните временски услови, бидејќи во зима може да биде топло и убаво, а на лето ладно и дождливо. Бебето најлесно е да се шета во количка. Додека е сосема мало, треба да биде поставено во легната положба, свртено со лицето кон личноста што ја турка количката, поради подобра комуникација. Кога ќе може да седи, подобро е да гледа во насока на движењето, за да ја задоволи потребата од запознавање на околината. Бебе постаро од 5 месеци покрај облеката што ја носи во затворен простор, зависно од условите. Врз неа ставете джемперче, јакна или скафандер. Доколку е студено, најдобро е бебето да го ставите во поставена вреќа со качулка. И во таа ситуација на бебето треба дополнително да му се заштитат стапалата од студ со дебели, меки обувки. На главата задолжителна е капа која ги покрива ушите. Ако температурата е близу до нулата, и качулка, а на рацете топли ракавици. Шалот треба да го грее само вратот, но не се става преку уста. Во зима бебето треба да се шета во најтоплиот дел од денот, околу 12-13 часот, а во лето во најсвежиот, наутро и приквечер.